Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за Заспи ако можеш со Драган Милосаљевиќ и Горан Момировски. Со мало задоснување ги проследивте рекламите од оправдани причини, затоа што вечерва наша гостинка е победничката на првиот круг од претседателските избори, госпоѓата Гордана Силјановска Давкова. Добра вечер. Добра вечер. Може би треба да кажеме зошто доцнеше малку емисијава. Слободно. Но ќе се види професорке во недела во 12 часот, гледачите на Алфа ќе имаат можност да видат како играте оро. Бисер Балкански, пред малку професорката Силјановска, кандидатката за председател, изигра едно многу убаво оро со членовите на ансамблот, да не го сгрешам сега, мислам дека е еден од македонските ансамбли, да не го сгрешам, ќе видат во недела гледачите на Алфа телевизија, на емисијата Везилка, која што во моментов се снима во другото студио. Професор Кер, не играте само рок-н-рол, и оро играте добро. Многу сакам оро да играм. И да, ќе видите. Така? Ќе имаме прилика да видиме во недела, да. Да, сакам, знам. Професор Ке, не делувате уморно. Не затоа што се изигра орото. Генерално еден ден по една исклучително мако трпна трка делувате свежо. Може би зашто бев на изложба на цртежи, експериментални цртежи во куќата на Борко Лазевски, еден прекрасен настан, многу уметници, доделија и награда. Изложбата ја отвори господинот Гир, кој веројатно знае многу повеќе за македонската уметност од многу политичари. Може и тоа треба. Амбасадорот на Европската унија во Скопје во Македонија. Да, амбасадорот на Европската унија во Скопје и се сетив на прекрасните мурали на Борко Лазевски. За жал, половината од оној прекрасниот во старата железничка станица беше уништен од земјотресот, ама државата не се погрижи за другиот дел да го сочува. Понатаму се сетив на прекрасниот мурал во Пошта. Тој изгоре. Поштата до ден денеска не е отворена, иако важеше за и се уште за најубавата зграда на Пошта од брутализмот, како што е ова градба, значи во стилот на Корбизие. Многу ми не достига, поставив пратеничко прашање зошто не се обнови прво Поштата, оти таа беше за нас граѓаните, ако се сеќавате, замислете, изгоре заради тоа што некој од вработените во канцеларијата си држел туба со бензин. Да. Никој не одговараше, директорот беше, ако се сеќавате, господинот Рафи Салити, и така поштарот пошта не носи. Имаме една пошта субстандардна, на ништо не личи во новата железничка станица, и со кое право нам, на граѓаните од овој дел, некој ни го одзеде правото во тој убав објект да примаме пратки, да плаќаме сметки, мене не ми е јасно. Едно од аномалиите што ги гледаме како резултат на владење на една политичка гарнитура, иако мора да признаеме дека долги години поштата беше под ДУИ, директори беа од ДУИ, и целиот раководен биделков тим, подоцна беше и Јани Макрадули, чинам дека беше директор на. Значи, сега не сакаме да именуваме политички партии, одговорноста е секогаш лична, меѓутоа тоа е само една од аномалиите против кое што вие и се борите како пратеник. И пратеничко прашање поставив, се сеќавате, само кај нас се случуваше некогаш на дивиот запад напаѓаа кочи со пошта, а кај нас напаѓа поштенски пратки во возилата со пензии и слично, и тоа остана без разрешница. Далеку стигнавме. Професор Ке, 363.086 гласови. Ова е
последната информација што јас ја имам, ако нешто грешам, еве нека ме поправи некој, тоа е бројот на гласови кои што вие ги добивте вчера. 363.086 гласови, вашиот против кандидат има Стево Пендаровски има освоено 180.500 гласови. Сите очекуваа дека ќе победите во првиот круг, тоа го призна и господин Стево Пендаровски, актуелниот председател, барем го призна по завршувањето на гласањето и кога веќе беше јасно дека ќе победите. Меѓутоа, толку голема разлика, двојно поголема, нешто повеќе од двојно поголема, ми се чини дека и најоптимистичните прогнози во јавноста не одеа до таа мерка. Вие не делувате изненадени? Не делувам изненадена од победата, ама од бројката сум изненаден. Јас сум скромен човек и може би очекував победа, ама не сакам да го употребам изразот триумф, меѓутоа ако човек види во кои средини сум победила, навистина е многу невообичаено. Зошто е невообичаено? Не само во центарот, во Струмица, да не кажам, да речеме во Охрид, мене не ми е чудно. Не е проблемот дали сум јас изненадена. Проблемот е зошто власта до вечерта тврдеше дека анкетите не се, се верни, ги навредуваше луѓето кои цел живот се занимаваат со анкети, дека тие не одразувале состојба, ваши колеги новинари исто така, мегафони познати велеа дека наместо овие анкети да отсликуваат верно состојби, тие проектираат состојби и на крајот ништо. Слично како што честопати го слушаме бившиот премиер, кога вели, па грешевме, така и сега сгрешивме, анкетарите, иако си ја вршеле работата, не видовме нивни анкети. Она што исто е малку зачудувачко е и што луѓе од областа на науката, луѓе кои знаат што е улогата на анкетите, бидејќи и во политичката наука има таков механизам, инструмент и така натаму, исто така тврдеа и најсмешно е, прв пат слушам дека опозицијата е таа што стои зад ваквите анкети, а не власта. Оти обично власта посега по можни инструменти за да се прикаже поубава од што е, ама во случајов нешто, како да беше тоа, Оскар Вајлд, Дориан Греј. Ете тоа. Професорке, вчера председател Пендаровски, актуелен се уште, рече дека се уште не е завршена работата, дека тој ќе се бори за гласовите кои што не излегле, за гласовите од останатите кандидати кои што не влегоа во вториот круг. Колку и да е тоа, мака нелогично од наш аспект, очигледно е дека играта се уште не е завршена. Очигледно е дека власта не се преда, тоа каже и лидерот на СДСМ, ќе се бориме додека не победиме, што е па посебна изјава за анализа, дури мене ми звучи заканувачки, бито очигледно е дека Пендаровски и СДСМ не се повлекува. Тој рече вчера Пендаровски дека нема со автоматски договор да ги прелеал... Не сака механичко прелевање, што е во принцип коректна изјава. Да, но тоа значи дека тој се надева дека во вториот круг може да победи. Ако се направи проста математика, со помош на гласовите на албанската опозиција и на коалицијата на ДУИ, не сакам да наречам европска, се разбира, и другите гласови, тие што не излега според Пендаровски, тој може да победи. Колку е ова логично сценарио? Математички е логично, мора да признаем. Мислите математички, да, на политичка математика мислите. Не ме зачудуваат таквите изјави, зашто нели обично гледам на некои спотови до победа, обично викаат. До победа, до иднина. Исто така, не разбирам што значи тоа. Легитимно е. Надежта последна умира. Нема по
енигматско нешто од власт на заминување, се разбира дека времето се наближува и за вторите избори. Па знаете како е сега. Ако велам јас дека обично во оние 24 часа за време на изборниот молк сите се победници, да речеме и додека не се случи вториот круг, исто така. Двајцата сме потенцијални победници, па малку да се порадуваме додека не се соочиме со гледачите, но па сега зависи кој почнува од нула. Не знам, мислам бројки има, не почнуваме од нула, јас почнувам од бројката што ја кажавте, да не сгрешам, затоа не кажувам точно. 363.086 гласа. Така, тој почнува 40% од гласачите. 40,08%. Значи, ете, тоа се бројките. Сега, точно е дека има втор круг, никогаш не е од нула. Обично сите велиме ние дека гласачите веќе одлучиле. Јас така велев, тоа ми е мене јасно и нели кога одиме ние во кампањата, само се соочуваме и на некој начин човек може од бројот на присутните, од реакциите да почувствува или да види што ќе се случува. И јас мислам дека реките на народ, френетичните аплаузи, сликањето и така натаму ви навестуваат и човек споредува, особено господинот Пендаровски, бидејќи имал повеќе изборни циклуси од мене, може да спореди што се случувало минатиот пат или предминатиот и така натаму, но знаете како, јас после оној референдум, ако се сеќавате неуспешниот референдум, за промена на името, за промена на името, кога сите занемеа за 2-3 дена, јасно беше дека се случила катастрофа. За власта катастрофа. Меѓутоа, потоа, иако тука уставот е јасен, дека референдумот бара два услови, 50+1 од излезените плюс 50+1 половина од запишаните, што е строго, меѓутоа тоа се уставните норми, а потоа бара собранието да се однесува согласно, да ги усогласи своите постапки и акти со резултатот, туку одеднаш воскресна, како се сеќавате, и сега вие имате деривативната власт, тоа е законодавната, од изворната е граѓаните на референдумот, кога ќе речат не е задолжително за собранието и тоа мора да се однесува согласно резултат. Но во случајов не се однесуваше така. Не се однесуваше така, што од каде знам што им текнува. Тие се многу креативни. Мислите дека може да направат сценарио во кој што Па не знам какво сценарио, Горан, но слушам кај вас. Ако зошто го споменав референдумот, може би асоциацијата е чудна. Меѓутоа, тогаш се сеќавам на каков притисок и осуда бевме изложени сите ние, кои рековме дека немаме намера да му даваме легитимитет и да излегуваме на референдум, а тие велеа дека граѓанските права треба да се уживаат, дека бојкотот е недемократски чин, инструмент, дека е антиевропски чин, дека тоа е недозволиво, излези па кажи што мислиш, па пишуваа истите сега што викаат за бојкот, тогаш викаат дека бојкотот е срамен чин. Како тоа повикувате на бојкот, суспендирате право на луѓето да излезат, да си се изјаснат. Неверојатни работи се случуваат во земјава. Кога сме кај бојкотот, ако сме искрени, господинот Пендаровски покажа и политичка и човечка храброст, вели ке се бори до крај, што е принципиелно,
Тоа го кажа и Ковачевски, денеска и господинот Битики, подпредседателот на СДСМ, вели кренете ги главете, вратите ги на смевките, нема откажуваме, продолжуваме. Оти што ќе прават сега со билбордите? А што ако едниот не се согласува, а другиот да? Оти по двајца се на билбордите. Што ќе правиме тоа? Половина ќе исчезне од билбордот, половина ќе остане. Тоа е точно. Но додека политичките првенци спраќаат вакви пораки, би рекол на едно субстандардно ниво, ако смеам така да речам, меѓу луѓе кои што се подржувачи, полека се заговара. А некој од нив, замислете, професори. Некој од нив професори, јас избегнувам имења, меѓутоа знаеме за кого се работи и интересно и од македонска и од албанска националност велат, па добро, најпаметно ќе биде да се бойкотираат изборите за да не се даде легитимитет на националистите предводени од интересно од Гордана Селјанска. Да, потоа за национализмот имам уште малку пострашни прашања. Што да ви кажам, да. Меѓутоа, овој момент, на едно подниво, на едно би рекол дури подземно ниво, се испраќа порака дека не е лошо да се размисли за таа тема. Не ме зачудува, Драган. Да подсетам само, јас бев првата ми се чини која рече дека го прифаќа изборниот резултат, предходно не граѓанин беше председателот на државата, ама не граѓанинот Кейн. Не. Значи, неверојатен однос. Особено неверојатен однос е, да речеме, во однос на господинот Трајковски. Требаше да погине господинот Трајковски, за да почнат да му одаваат должна почит, инаку помнам во собранието го навредуваа изборите. Владата на Љупчо Ѓоргиевски во тоа време на ВМРО. Изборите се избори, да, и кога има нерегуларности, ако не делуваат на резултатот драматично, тие се легитимни. Ги прифаќате ако нема некои инциденти, иначе секој може да вика така и ако помните, јас тогаш се насмеав, велам, па тоа може и да е комплимент за некој председател, оти има монарси, да речеме Жан Луи Филип, кој се нели се го нарекувале граѓанинот, кралот, граѓанин. Крал, да. Француски, да. Од 19-тиот век. Да. Добро. Се чувствувате ли лошо кога ве нарекуваат дека сте лидер на националистите? Ма каков националист, глупости. Вие сте имале милитантен националист, нам ни се случил. Што е национализам? Не, патриот е едно, јас зборувам за уставен патриотизам, за почитување на уставот. Националист, ниту сум навредила некоја нација, ниту сум ја сатанизирала, нити сум посегнала по говор на омраза, нити по сила. Знаеме нешто, значи националист, дека ако не направиш вакво нешто, ќе ти се случи тоа. Или ако кажеш нешто, внимавај, може ова да те дочека. Тоа е национализам, не е ова национализам. Кога навредуваш една нација, а ја глорифицираш твојата. Но мора да направиме разлика. Ова е политичкиот естаблишмент. Јас велам дека зборувам историски, да, сите нации, сите народи имаат право на национални држави и македонскиот народ. Но кога зборувам јас за современото време, јас секогаш зборувам за нација демос, меѓутоа невозможно е вие, кога се работи за основните атрибути на македонскиот народ, да молчите, кога тие се пришат, бидејќи што е тоа ако немате вие идентитет. Тоа е тогаш културоцид. Ако немате историја, генеза, а сите имаат, немаше со потек на перо да направите нација, и тогаш треба и останатите да го подразбираат тоа. Во Македонија се случува да имате се со национален предзнак, немам ништо против. Театар, со сите, значи албански, турски, ромски, нема проблем. Ама не смее македонски, туку тој ќе биде само национален.
Ама национално ништо не значи, треба да се врзе за нешто, така? Тоа се подразбира. Не се подразбира. Очигледно не се подразбира. Бидејќи граѓаните создаваат уметност, култура, наука, кога мислам на Македонската академија. Значи, сите академии имаат придавка, само оваа не смее да има. Тоа е нешто непознато и неприродно. Дел од тие луѓе што преска не ги спомнавте, јас ги спомнам професорот Ѓорѓи Спасов, например, колегата Сашо Ордановски, најдиректно во обвинуваат за тешки форми на национализам, да ќе каже подоцна конкретно, а во исто време тие луѓе кои што се, ајде не ги нарекувам мегафони на СДСМ, меѓутоа објективно тие застапуваат една реторика некаде таму зададена во некој штаб, која што молчи за изјавите на Али Ахмети во центарот на Скопје на плошад Македонија, каде што директно му се закани на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и извикуваше учека, иако знае дека таа работа буди лоши сеќавања во Македонија. Ти видите, значи, армија за национално ослободителна армија. Не разбирам. Да не се подсетуваме на првите комуникеа кај што за територија земање од славо македонци. Ги имам јас ги имам книгите. Ги имам книгите и на Вујкото на Али Ахмети, како се викаше? Сега веќе го заборавам, Фазли Велију. Ги имам Фазли Велију, ги имам книгите и на Петрит Менај, и таму многу убаво си пишува што е идејата. Сега не знам јас да сум повикала на такво нешто. Ние слушавме дека Кичево бил воен плен. Да не зборувам какви се. Тоа изјава од пред 2-3 години од страна на високи Артан Груби го кажа, тоа Кичево е воен плен од 2001 година. Нешта сме чуле, да. Се отвараат музеи, значи замислете да си отворите музеј за себе. Кај го има тоа? Да, во она село. Обично треба да има временска дистанца за некој да одаде признание на нешто. Малку титоизам е тоа. Малку да речем, само понижување. Малку е да речете титоизам. Диво градба, тој музеј само понижување. Вие да отворите музеј за себе што е диво градба и после да признаете дека е диво градба. И тоа е малку проблематично. Професорке, до сега знаевме дека сте не е музеј на современа уметност, туку на нешто друго. Не може современици сами да си градат споменици, тоа да не употребам израз што е. До сега ве познававме како професорка и како председателски кандидат. Сега како националист. Од пред известно време ве знаеме како националист, а од денеска ве знаеме и како национал-социјалист. Ова е феномен за македонски рамки, мислам дека до сега не е виден. Јас пред 10 дена во една случајна средба ве прашав вас, и вие бевте многу воздржана, после оние напади, мизогини, ејджистички, како се вика, на име на возраст, за жени, ве прашав што очекувате следно и вие бевте воздржана, рековте, навистина не знам сега што ќе измислам. Ама видите, проблемот е во конфузијата. Значи не е овде само национал, туку е социјализам. Сега ние знаеме кои биле национал-социјалистите, се левичари. Сашо Ордановски, господинот, еден од перјаниците на СДСМовската пропаганда, денеска во интервју, вели дека вие немате намера да се мрнете од вашите позиции, дека и за промена на уставот и за надворешна политика на Македонија. Што е тука национал-социјалистички? Малку е конфузно ова што го зборувам, социјалистички што е национал-социјалистички? Тоа е вели еден концепт, буквално на националистички концепт, ова е повторување, нели? Меѓутоа се убедува. Се убедува и вели дека сте потврдени од ВМРО ДПМН, овдека се разбира премисата дека ВМРО ДПМН сте ултранационалисти, меѓутоа вие национал-социјалисти. Еден степен понатаму одите национал-социјалисти, ова е буквално споредување со Хитлер, со национал-социјалистичката партија, подоцна позната како нацистичка партија. Како и сега веќе се продолжува, јас истражувам денеска. Морам да кажам сега, ова е недозволиво за новинар. И не е било бидејќи секогаш ние ги штитиме со право новинарите. Јас бев како пратеничка, нели? Да не се санкционира навреда, клевета, особено заради слободата на мислата на новинарите. Ама ова е веќе не само класифицирање погрешно, туку ова е санкционирање, ова е, како да кажам, значи,
обвинување и веднаш ова е веќе страшно нешто. Донесена пресуда веќе. Веќе сте, и тоа дека сте новина. вие нацистка, односно фашистка, да ви кажеме, тоа е национал-социализам. Е нацизам, да. Тоа е партијата на Хитлер. Така. Професорке, и веднаш што се случува? Откако е пуштена оваа безсмислена концепција, веднаш се наоѓаат и нови придружни елементи, односно Бранко Тичовски, вториот велелепен пристапник на приврзаник на таа идеологија, вели, тој веќе настапа од позиција на ова национал-социјалисти. Значи веќе тоа како да се подразбира. Значи веќе национал-социјализмот вас ви се прилепува денеска, а веќе вечерва тој станува норма. Значи веќе да се подразбира дека вие и останатите околу вас сте национал-социјалисти. Ова е многу важно. Сомнително деловни луѓе, деловно способни луѓе, не би сакал да користим. Но што е важно? На кого му се обраќаат со овакви пораки? Во Македонија никого не може да предложите со оваква еклатантна глупост. На кого ги плашиме меѓународната заедница? Ги плашиме Урсула фон дер Лајен со која што вие се среќавате? Многу, да, точно, да, тоа се. Да. Розалија, да, биро. Нив ли ги плашат, бидејќи македонскиот народ Меѓународната асоциација на жените застанува зад мене, да, замислете зад национал-социјалистка. Не разбирам. Урсула фон дер Лајен седи со национал-социјалисти во Јас многу животот. пати сум рекла дека, да, во 90-тите години јас сум рекла дека сум по убедување либерал, во поглед на слободи и права, но никако не во економијата, не го прифаќам неолиберализмот како дарвинизам, не, но видите, не знам, ако е владење на право, ако е почитување на принципите, на и вредностите на основните документи на ЕУ, на уставните документи на ЕУ, ако е колку години, 20 години во Страсбург, ширење на национал-социјализам или во Венецијанска комисија, или во Некој ќе забележеше, професорке. Или во било кој труд мој да има призвук на такво нешто. Сите овие децении никој не го забележал тоа, но денеска го забележа двајца не го забележа, го измислија, не го измислија, некој им го дал, го прочита тоа дека видам стварно груп. Некој некаде во СДСМ го напишал, им го дал на овие споменати луѓе, кои што јас навистина морам да кажам се срамам од ова што го слушам овде вечера. Значи вие сте биле повеќе од 27-8 години член на експертски тела и подпредседател на И сега сум на неколку уредувачки одбори, да, Белот Мегазин, во Бразил, Лекс Локалис со Импакт Фактор, Марибор, сум била на други. Венецијанска комисија сте биле 2 мандати. Сум била 2 мандати, тоа не само што сум била, нели, 2 мандати во Венецијанска. Венецијанска работата е во подгрупите. Јас сум била подпредседателка на комисијата за малцинства. Така што не може мене никој да ми приговори. Сум била копредседателка на Советот за уставна правда. Сум била член на Комисијата за владење на право. Тамо ве именуваат, значи, ве именуваат председателите. Што да кажам, малку сега ние се правдаме на ордановски не се правдаме, разговараме на темата. Едно од обяснувањето беше допред 20 дена тврдеа. Никого на факултет во историјата на мојата кариера, без оглед на било која припадност, не сум навредила врз основа на национална припадност или било каква припадност. Асистентите, знаете кој е мојот наследник. Еден од најумните прешова. Мислам, не сакам да ги изложувам за луѓето, меѓутоа... Ама тоа е факт, професорке, сега не сакате вие, меѓутоа е факт дека немате 100%. Национал-социјалистка која водеше жестока битка за најдобриот за Комисијата за заштита од превенција и заштита од дискриминација, кандидат Ром,
да биде Доан избран, Сулеймановски. а сите, можете да прочитате што Да, не беше гостин пишува овде и за кажа мене. човекот. И Одлично, ајде сега, мислам, тоа е, видете, тоа Добро, се известно инструментализирани ликови кои, да, Некого треба да плашат. Но, допред известно време тврдеа немате програма, а сега велат вашата програма е антизападна и е рецепт за катастрофа. На и одворечната тоа, политика. молам, да, зашто, не знам. Зашто најдобрите ќе бидат дипломати, зашто... Без некој особено објаснување. Не, тоа Ова се го флоскули, кажуваат тоа е заради тоа. преспанскиот договор, предпоставувам, нели? Прво вика дека немам ништо некој за преспанскиот договор, други, јас за преспанскиот договор не се манифестирам тамо како, не знам, рушителка или јас како викам талибанка, нели? Туку само кажувам дека прашањето е отворено, зошто? Заради тоа што целата работа е изведена спротивно и на меѓународното право и на националното право. Јас не гледам тука никаков проблем. Јас морам да кажам сега... А ако е национал-социализам да речете дека вие ќе го употребувате името Македонија, бидејќи секој од нас има и право на самоопределување и лично, не само колективно, народите, па гледате вие, американците постојано се велат, значи да живее Америка, не велат Соединети американски држави, никој не им вели од Средна Америка, од Јужна Америка, горе од Канада, дека извинете зашто го узурпирате името. Името, да. Тоа се, не знам што да кажам. Добро, кога сме кај Нема надворешната, ништо со национал-социализм. кога сме кај надворешната политика, условно кажано, вие како позната национал-социалистка, понудивте концепт кој што до сега не сум го слушнал, правете ме ако грешам, вие велите регионалната соработка е клучна. Да. Значи, човек кој што има тенденции националистички во на негативна смисла, воопшто не би нудел регионална Отвореност, соработка да. и отвореност. Туку ќе се затвора во својата нација. Природно. И тоа го кажувате И токму век. во момент кога еден од против кандидатите кој што веќе не е кандидат, излезе од трката, се заложуваше за излегување од отворениот Балкан. Истиот кој што повикуваше прво навлегување во отворениот Балкан. И работеше, а И не го работеше на оствари него. тоа. Зошто, бидејќи идејата дојде од Албанија. Тоа е Значи, не е така. Значи, јас велам дека сите идеи за било каква соработка ќе ги прифатам. Очекувам во тие асоциации, форми на соработка да се вклучат сите, не само од Западен Балкан и од Балкан. Го давам примерот со скандинавските држави, бидејќи Тој е најубав пример, апсолутно, да. најубав пример, ама гледате, еве, кај една национал-социјалистка дојде председателката на парламентарното собрание на ОПСЕ, така, Маргарет Цеделфер, за да ме подржи, да ми кажа дека во таа соработка што сме ја имале со Рикстагот, да, Со шведскиот парламент, да. Со шведскиот парламент, јас бев активна, многу научивме од Шведска, тоа е едно многу убаво, пристојно однесување, рамноправно, една вистина демократска школа беше тоа учење. И мислам дека подобро искуство парламентот немал. Ама многу малку применивме од шведското искуство, а можеше. Можеш и повеќе. Јас тоа го предлагав и во измените на деловникот, особено во поглед на потребата да се одрази структурата на парламентот во сите тела, во комисиите, во делегациите, мислам на половата и родовата рамноправност, но ништо од тоа На тоа многу не инсистирате бедна. и ќе дојдеме и до тоа прашање, само сакам да го завршам ово околу регионалната соработка. Ве прашувам затоа што како председателка, ако победите се разбира во вториот круг, ќе имате ингеренции во надворешната политика, а Македонија не само сега, веќе долго време се наоѓа на невралгично подрачје, за жал. Така. Меѓутоа тензиите во овој момент се прилично
изразени и на релација И Косово-Србија. покрај Отворен Балкан, и покрај Отворен Балкан, Берлинскиот процес. Токму така. Така. И во Босна и Херцеговина, на релација Република Српска Федерација, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија. Да, за жал. Да. И со Грција и со Бугарија сме ние во онаква состојба во која што сме, ќе треба многу мудрост, многу знаење, многу дипломатска вештина од цела оваа приказна да излеземе, ако не како победници, иако тоа е било најбаво, да излеземе барем како непоразени. Драган, географијата ве турка. Прво јас секогаш се убедувам дека не случајно сме тука едни покрај други, со границите. Дека треба да ја почитуваме реалноста. Дека е многу логично. Не, за џабе постојат регионални различни асоциации, ај да се сетиме на патот на Централна еве да ја оставиме, да ги оставиме Латвија, Летонија и Естонија и нивните промотори и поддржувачи. Данска, Финска, Норвешка. Тоа е моделот. Ама ај да речеме ние не сме скандинавци. Добро, меѓутоа и во заврши работа, Централна и во Централна Европа имавме вакви иницијативи и се уште има и тие се покажаа многу добри. Вишеградската Во група. Вишеградската група, значи на патот кон Европската унија, односно кон Брисел. Исто така и јас очекував и затоа мислам и на Словенија и Хрватска кои се внатре и многу коректно се однесуваат тие кон нас, да бидеме искрени. Тоа е вистина, да. Ама болно е кога ќе видите дека некои нивни председатели и премиери како да се позасегнати за состојбите во Македонија од нашите представници, кога кажуваат што треба да направи Македонија и така натамо. Пленковиќ често пати е попријателски расположен отколку нашиот председател актуелен, тоа е вистина. Така. И други политичари, и пратенички, и пратеници во Европскиот парламент. Тоа е нешто најважно и затоа јас велам еден председателка, да, може би треба надвор да оди во главните центри, ама добро е прво домот и обкружувањето да видиме, да го средиме ние, да биде тоа пристојно, да соработуваме и така натаму, меѓу себе границите да ги тргнеме, меѓу себе да се поддржуваме. Тогаш и кога ќе бидеме внатре, бидејќи ние имаме заеднички интереси, близината не прави тоа, освен тоа и сме живееле 50 години заедно. Многу слични сме. Многу слични сме. И тоа треба ние да го средиме. Да го средиме за и регионално и секако да е јасно дека сме не само историски, географски, историски, културно дел од Европа, туку дека и политички сме зрели европскиот. И тоа не се учи откако ќе влезеш таму или под дејство на камшиците. Знаете за кого се употребува камшик. Тоа е неверојатно, мислам. Бевте на средба, на еден конгрес на Европската народна партија, чина во Букуреш дека бевте. Да. И таму имавте средби со... И во Брисел сум била претходно. И во Брисел, така. Имавте средби со повеќе представници на Европската народна партија, но и овде, денојве читав на вашиот фейсбук профил, имаше повеќе средби со меѓународни представници, германски парламентарци, европски парламентарци. Ме интересира, кога им објаснувате што се случува во Македонија, дали тие знаат точно зошто се бараат уставни измени, зошто се врши притисок врз опозицијата, зошто се случува оваа блокада која што власта не се според мене во однос на Европската унија. Знаат ли што се случува во Македонија? Најчесто зависи од статусот, да речеме ако се министри, да знаат, но мислам дека им недостигаат вистински информации. Кога ќе објасните, јас никогаш не објаснувам како од националистички позиции, туку објаснувам, кажувам дека јас не можам да се абстрахирам од својата вокација, професорка, и дека меѓу во политички систем има и политички систем на ЕУ. Значи, тоа е дел од нашите книги. Во уставно право на ЕУ. И сега кажувам кои се темелните вредности и принципи.
Се разбира, јас тука не можам да кажувам за тук и дит кога зборувам за институционална структура, за партиска структура, за релации, однос, за суд и така натаму, така? Но тук иде до 5-6 век пред Ама наша ера, имаме, затоа се создадени Обединетите нации. Затоа имаше суд во Хаг. Затоа има суд, меѓународен суд кривичен. Затоа има, значи, суд во Луксембург на правдата и така натаму. Ја да објаснам, бидејќи нели ме прашува, кога велам ја дека темелните вредности и принципи на Европската унија се збори во случај од Македонија, Бугарија во однос на ЕУ. Уживаат заштита од судот на правдата во Луксембург. Не мислам Македонија тамо да поднесе, да се буни, поднесе барањето. Ние не сме, се разбира, членка, ама може тоа да го направат членови на Европскиот парламент, може тоа да го направи Словенија, може тоа да го направи Хрватска, дека се кршат принципите на вредностите на Европската унија и, значи, судот да одлучува. Што е тука, јас не знам, национал-социјалистички? Што велат тие други луѓе кога ќе дојдат кај нас? Најчесто кога ќе не чујат нас, се изненадени. Бидејќи велат дека министрите во владата, председателот, немаат проблем со овие прашања, сметаат дека е тоа добро решение, дека е тоа компромисно, дека да, не, овие работи не ги предочуваат. И сега нешто го слушнав председателот, но многу сум заинтересиран да ми објасни, нешто спомена за нов реализам, ако чувте. Реализам па нов. Што значи тоа, не знам. Дали тоа значи дека и ние малку реалистички ќе се однесуваме, или не знам, значи, што значи. Вака звучи прилично опасно. Но да прифатиме се што некој бара од нас. Не знам нов реализам што значи. Реализмот е реализмот, знаете, дека реал политиката, силните го прават тоа што можат, слабите тоа што мораат, ама слабиве секогаш се повикуваат на право, на етика и се разбира на судови правото што е. Идеализам е, значи, така. Секогаш се повикуваат на суд, на право, на правда и тоа е Не научиле првата лекција дека правото е единствената заштита на слабите. Значи, денеска, мислам, го кажав тоа некаде, јас кога учам сега околу лобирањето и ние очигледно за ништо не лобираме, ни во Брисел, ни меѓу своите блиски пријатели еве од обкружувањето. Учите за лобирање? Да, учам за лобирање, за европската интеграција, се разбира. Следам што се случува. И сега нормално е дека тамо билат лобирањето, се знае, или со пари, или со, како се вика, човечки ресурси, така, тоа нели најчесто. Ама кај малите држави, логично е дека ни првово го немаме ние, ни второво дека најчесто со лојалност. Лојалност кога ќе превземеш некоја обврска, ќе ја извршиш и така натамо, ама и тамо има варијанти и методи. Па се вика Кофи Анан метод. Тоа значи да се обидеш во тие интересите што се, нели, на оние силните, исто така некако и својот интерес да го проектираш на истата линија, да го вклучиш, да објасниш. Има многу начини на тоа, повикувајќи се на правото, на правдата, на судската заштита и така, на меѓународните документи и така натаму. Иначе, не знам што е разликата тогаш во светот, ако си останеме на тоа да повторуваме дека да, меѓународниот поредок е хаотичен и тука ништо не можеш да направиш. И мали и слаби треба да прифатиме се што бара. Се што ќе ти понудат, само да исчекориш, ама ајде да го видиме исчекорувањево низ измените. Ние по 36 измени на Уставот, од кои најголемиот дел точно доаѓале од надвор, понапред сме или поназад сме. Оти ние долго време, нели, велевме подпишувањето на Преспанскиот договор и готово
барем почеток на преговори. Ако напишете дали сте за членство во ЕУ, тоа сите знаеме што значи. Така, не да си верувате во членството, така да си се бодрите сами. И добро е, на референдум гласавме дека сме за членство во ЕУ, во НАТО и сега тоа ни дава надеж, како вика, пазете, нема да ја жртвувале и днината. Ама, што е перцепцијата иднина? Или е вградувањето во сегашноста на она што веќе е сега, иднина за нас е, што значи, кога она што во ЕУ функционира, ќе си го вградиме дома. Иначе се е иднина, вие не знаеме што ќе се случува. И Европската унија како ќе се развива, и меѓународниот мир како. Значи, ние мораме во сегашноста, со решенијата во сегашноста да гарантираме сигурна иднина. Не само да зборуваме за иднина, а сегашноста ни е минато всушност. Да, ова е добро кажано. Професорке. Па не знам како е кажано, ама веќе човек ќе престане да мисли овде. Добре кога ќе се налудите. Автошовинизам постои. Не е непозната работа во светот, меѓутоа кај нас мислам дека достигна пикови кои што не се забележани. И она што е многу интересно во нашиот автентичен автошовинизам, кај ова власт која што веројатно заминува сега од политичката сцена според сите резултати, е арогантен автошовинизам. Тоа значи се борат колку што можат повеќе да се увлечат, да не употребам некој друг збор тамо каде што не треба, и на секој што се обидува да ми се спротистави го навредуваат како неуки прост. Што знам јас, тоа го викам Тартив синдром или феномен. Се сеќавате? Кон посилниот понизно, кон послабиот арогантно, невоспитано. И тоа толку се замислен така. Затоа што не може народот да биде послаб од вас. Никогаш. Да, ама тоа и подхранувањето дека кога сам носите нешто, некој потек повлекувате, кој не се однесува само на вас, туку се однесува на нас, дека тоа е државнички чин и дека важните одлуки биле, најтешките одлуки, требало некогаш да се донесат, па макар и да се изгуби власта, ама не ја изгубија власта. Нели велеа, нема правда, нема мир. Овде ни право, ни правда, ама во Македонија секогаш си има мир. Тоа е еден интересен. Сега нашиот народ е многу интересен, трпелив, пати, гледа, страда, слуша и во еден момент ќе си каже тоа не е прв пат. Тоа не е прв пат. Тоа го видовме вчера. Некој не ја научил лекцијата. Само да кажеме дека во другото студио моментов е ансамблот Владо Тасевски. Владо Тасевски, да. Слуша музика, од таму слуша, таму професорката пред емисијата изигра Оро на Бисера Балкански да каже. Ако можат. Можат, па да и ја да одиграм со вистински играорци. Да, тоа е ретка шанса, Алфа возможува, благодарно за колегите, но сакам да останам во овој парадокс. Додека зборуваме за овој автошовинизам, како успех го наметна состојбата на Македонија како објект во меѓународните односи, не како субјект. Прашањето на сите прашања, барем за мене, е како ќе успееме Македонија од објект да ја направиме повторно субјект? Ба видите, според повелбата на Обединетите нации до година ќе славиме, нели? 70 години, 45-та. Да. Југославија е еден од основачите, Македонија исто така. Сан Франциско 45-та. Од 6 рамноправни републики, македонскиот јазик еден од 3-те, тамо не прави разлика меѓу мали, средни и големи држави. Советот за безбедност знаеме, дури и со структурата на Советот за безбедност имаше приговори од држави, Тамо се 15 земји со 5 постојани членки. 10 се менуваат право на вето. Непостојаните, еве, ние само од овде не сме биле изгледа, нели? Непостојана членка и за тоа треба да се лобира и тоа години однапред. Зборот ми е, значи, самото тоа што сите држави имаат свое место
а не само најголемите, покажува дека сите се субјекти. И во потпишувањето на договорот, па и Преспанскиот договор, па и било кој договор вие што го потпишувате или јас, мора да има правни субјекти. Првава страна мора да се легитимира и мора да има име. Вторава страна мора да има име. Ама првава страна има име, вторава страна е само страна. Па која е странава, еве да прашам ја? Ниту еден договор нема правна валидност ако не се утврдени субјектите. Тоа значи дека ако не сте субјект, што сте вие? Објект се. Ако има еднава страна права, а другава страна има обврски, освен една, да не ве попречува. И претходно и тоа Грција го Ама имавме привремена да не се попречува, така? И изгуби на судот. Гледајте сега, мислам, кога се зборува за Србија, како и се укажува на Србија дека не смее да попречува, така? Не смее да попречува. Говорам за Косово. Односот, значи релацијата. Да. Значи, дали некој викаше и кажа во привремената спогодба на Грција дека не треба да попречува. И судот донесе пресуда. И сега коментарот беше дека политичко е прашањето. Да, ако е така, во Преспанскиот договор, знаете ли дека пак е надлежен? Пак е надлежен. Ако дојде до спор и така натаму, истиот суд. Судот во Хаг. И сега објаснете ми, значи, секој договор има на крајот, има рамка, има субјекти. Не објекти, објект е добро некое. Но ние дозволихме да бидеме објект, професорке, тоа сега на крајот, субјективе имаат право, значи, прво, ако дојде до неисполнување на договорот, ја не знам во Грција што е исполнето. На едно место су ми рекоа имало нова табла навредлива. Да, да. Кажете ми со меморандумите и сега читам јас што пишува во грчката, во грчките медиуми или политичарите, велат прво Македонија да исполни све, па ние ќе ги подпишеме меморандумите. Ја веќе ништо не разбирам. Како тоа? Вториот дел на Преспанскиот договор требаше до сега, знаете како, соработките разноразни, и тоа треба да има потврда на референдумите, оти се велеше дека не е само околу името, туку и околу меѓусебната соработка во сите области. Во сите области. Економијата си оди по своите економски патишта, тоа е јасно. Меѓутоа, другово стои, да не зборувам за она во Солун, со виното и така натамо, тоа е национализам. Што го крадат брендот од Македонија. Професорке, кога се работи за не е национал шовинизам да вика не постојат малцинства, не постои народ. Не, тоа е национал шовинизам. Дека не постои. Нема нација што нема малцинства. Добро, правдањето има таков не е уставот. Не, немојте со тие глупости. Не, апсолутно, тоа е нивното оправдување кој што ние го прифаќаме како нешто да е... Не постои граѓански модел и неграѓански модел на устав. Во нормативниот текст и нашиот устав е граѓански, освен со оние мнозинства на одлучување. Зборувам за нормативниот текст. Но, државите денеска, ако се копенхагенските критериуми и почитување на слободите и правата, вклучувајќи ги и малцинските права, клучните документи се тамо два, не може да измислуваме ние. Едниот е Конвенцијата рамковна за заштита на правата на малцинствата и вториот е за регионални и малцински јазици. Бугарија е потписник и ја ратификувала првата, на втората го нема ратификувано и ние ја немаме за регионални и малцински јазици, ама заради противење на во парламентот на припадниците на албанската заедница да се ратификува Конвенцијата за регионални и малцински јазици. Грција тоа не го прави, преговарачката рамка, креаторот Франција тоа не го прави, значи не ја ратификува Конвенцијата за заштита на правата на малцинствата и затоа јас велам не е добро да велите многу преговарачка рамка. Да. Овие луѓе како што тргнале,
би го обвиниле господинот Бадентер, врвен правник, нели, професор, председател на, сега почина брзо, на францускиот уставен совет, така се вика уставниот суд, кој кога се бараше внесување на регионалните јазици како дел од француското културно наследство, беше жесток критичар и велеше дека со тоа ќе се наруши француската формула една држава, една нација, еден јазик. Сега, ајде, јас, кога сум рекла вакво нешто? Значи, нема врска тоа со национализам и со шовинизам, има со... Околу Преспанскиот договор, ќе видиме што ќе биде. Вие велите дека може да се бара некоја правдина. Меѓутоа еден коментар. Колку време сме во НАТО, Горан, извини? 5 година. 5 година. 2019-та, 5 година. Кога сме кај автошовинизмот. Актуелниот председател, мене лично може би ме иритира, јас ако нешто мразам на овој свет, тоа е таа состојба на шовинизам, веројатно, на омрза кон самиот себе, тоа не можам никако да го разберам, кон своето, кон тоа, да. Не можам да го прифатам. Сахи би ги нарекува. Како се вика, не тоа се вика. Сахиби, да. Тоа се вика, мислам дека оикофобија. Оикофобија, точно. Сеја се сетив кога не се почитувате себе си, мислите дека бидејќи сте припадник на мала нација, дека таа по дефиниција е слаба, да, несигурни сте во себе и ги глорифицирате другите. И мислите дека тогаш сте европјанин и американец, ако видите дека треба да се следи кога тоа правите догма. Значи, еден фаталистички однос, оикофобија. Јас тоа лично не можам да го поднесам. Не може никој. Меѓутоа многу ми беше важно. Горан, се извинувам. Суштество што не се почитува себе си, народ што не се почитува себе си, група што не се почитува себе си, не може да очекува почит од друг. Себе почита е многу важна. Да се сакате како жена, да се сакате како личност, да знаете дека ни случајно сте албанец, македонец, тоа да го... Иначе, јас се согласувам со нели дека прво сум човек, па потоа сум случајно французин. Професорке, само краток коментар. Професорот Стево Пендаровски, председател Стево Пендаровски, вели, ако нешто се случи со Преспанскиот договор, или ако излеземе теоретски, веднаш ќе ни извркаат од НАТО. Ова го зборувам како една изјава негова, која што ни правно не е логична. Ние сме 5 години во НАТО и не може да не извркаат од таму. Има постапка и за влегување и за излегување од НАТО. Меѓутоа, Вашингтонскиот договор нема таква процедура за бркање од НАТО. Тоа го кажа дипломати, амбасадорот Зоран Давид, кој што беше еден од... Но Стево Пендаровски вели ќе не избркаат така излезе. Со некој двотретинско мнозинство, не сум специјалистка за тоа, не можам да импровизирам. Меѓутоа, апсолутно, видете, знаете, што се случувало со некои членки на НАТО во поглед на демократијата сега, ајда... Ако бидеме искрени. Да, ако сме искрени, во какви судири, па членки на НАТО биле пред конфликт или пред какво негирање и така натамо. Сепак има разлика меѓу ЕУ и НАТО и тоа многу голема. Да, може ли јас кога зборувам за НАТО, тргнувам од тоа дека е реалност и дека граѓаните над колку проценти се за тоа, меѓутоа, видите, ние ако започнеме со анализи, многу можеме да најдеме да критикуваме тоа, не значи. Кога станува збор за односи со соседи, со европски институции, НАТО и така натаму, тоа е веќе однос помеѓу македонската држава и други луѓе. Мене ме интересира што мислите вие за луѓето кои што не во доведува во ваква ситуација, да ја нарекува автошовинизам. Значи, меѓу тие луѓе имаше и луѓе кои што се медиокритети или дури под медиокритети, но имаше интелигентни луѓе. Јас за Никола Димитров никогаш не сум рекол дека не е интелигентен човек, образуван на западни институции.
Така, значи има Тој сум луѓе рекла дека требало да остане на факултет и тој тоа го знае. Да, и во администрацијата, И сум дискутирала за тоа на наставнички совет. Како експерти, како што ги советувале овие Заев, Ковачевски, Бујар Осман и така натаму, зошто не се најде доволно критична маса, ваши колеги, професори, сите молчеа. Никој овие работи што се факти во меѓународното право, никој не ги спомнува. Тоа е сериозен проблем, фалинка на една држава, едно општество. Интересно, Горан, некои од нив и пишуваа за тоа. Некои магистрираа за тоа, не е за критика, критика на Преспанскиот. Магистрираа на тоа. Да, трудови објавуваа на тоа. А во исто време во јавноста... Па земете онаа книга за името од група професори што е, каде што се редактори професорот Шкариш, покојната Тања Петрушевска и Димитар Апасиев, да видите некои видувања и некои трудови на некои луѓе. Кој што се сега дел од овој естаблишмент. Да, нема да ги препознаете. Значи, тоа е таа карактеристика на интелигенцијата, да речам. Дека заради комфорот, понекогаш и заради тоа што да, се држи настрана, многу често е со власта, бидејќи еден од начините за наметнување на моќта, првиот е оној бруталниот со сила, со закана со сила, ама вториот е со привилегии, со статус што гарантира убав живот, и третиот е индоктринација со пропаганда, без да знаете низ образование, низ медиуми и така натаму. Значи, вториот метод е многу познат. Добро, дел од нив се аполитични, тоа го почитувам и велат, ова ми е професијата, ама интелектуалецот од секогаш бил или многу често бил, особено во сферата во која што сум јас, близок или соработувал под наводници и така натаму. За жал. Професорке, прашање биде сме при крај. Еве да кажам дека од режија ми јавија дека можеме да продолжиме уште малку. Добро. Вие сте професорка, рековме предходно сте биле на низа меѓународни институции, член, експерт и така натаму, и така натаму. Обединети нации експерт за избори сте били, тоа да не го забораеме. Уште сум, имате ростер тамо и има, според ќе ве напишат, да. За, како се вика, за родова, за рамноправност, исто така сум била во UNDP, да, и сум. Така, јас минатите избори председателски соработував со вас на едно друго ниво и тоа не го кријам, сум горд на тоа, сега не. Ме интересира зошто влеговте, не сум ве прашал никогаш, зошто влеговте во оваа авантура, во ситуација кога Македонија е во исклучително тешка ситуација, зборувам по низа параметри, ќе цитираме само Freedom House. Кај нас нивото на демократија се намалува, ние сме циклично хибриден режим. Кога можете да соработувате со светски институции, да се уживате во науката, можам. Така, издавате за водечки светски издавачки куќи. Овие неколку години јас си кажувам, не пишувам, бидејќи јас кога ќе се посветам на една работа, ако е тоа во парламент, сакам да ја завршам. Јас не сум во парламентот за да одам по делегациите и да шетам. Не. Само со Шведската сум соработувала, и сум го сработила тоа за да ја прикажам Македонија подобра од што е. Што може би е грешка? Може би треба не да се биде воопшто грешка, тоа секој треба да си ја надвор, треба да учиме од другите, кога велат дека надвор држава не се критикува, внатре, нашите ода, апсолутно, па да учиме тоа, од кол, од линт, знаете од колку да учиме. Така, зошто влеговте во ова авантура која што сега ќе бидете победник и ќе се соочите со низа предизвици, тоа е известно, ќе се соочите во едно општество, па и политички систем кој што е, би рекол, нестабилен. Имате и на етничка основа поделби внатре во македонското национално ткиво, имате поделби, економијата не е добра, соседите очигледно дека не им се допаѓа тоа што вие и ВМРО ДПМН ќе дојдете на власт. Што ве тера да влезете вака жестоко, би рекол, во оваа функција? Па не е жестоко.
има моменти кога полна е македонската историја со такви моменти, ама полни се сите истории со такви моменти. Кога во клучни моменти луѓе од знаење треба да сторат нешто. Јас сум добила многу од оваа држава. Сум се образувала, сум добила прекрасна професија, да ме почитуваат, а сега вакви работи да пишуваат. Ова е навреда за студентите, албанци, роми, власти, бошњаци, срби, да не сгрешам некој, и кога турци човек нема да ги каже, леле одма, видите што, значи, тоа е една прекрасна професија. Сте добиле, кога сте вложиле љубов, знаење, ќе ви вратат за цел живот. И тоа никој не може да го тргне. Ама сега и ние треба нешто да ја оставиме на оваа земја. Оти нас ни ја оставиле оваа земја. Не е ова авантура Индиана Джонс, не е авантурава таква. Значи, обврска имате, особено во нашите професии, она што го предавате, она што го пишувате и кажувате, па и да го направите да пробате. Оти кој знае колку пати сум рекла дека ќе не паметат по лошо, ќе речат, овие, тоа што го донесоа, тоа што со крв го придобија, првите или денците, партизаните, па бога ми и во 90-тите години луѓето во распадот на Југославија. Видете, ја не се согласувам дека со крв морало. Имавме ние мудри луѓе. Може да не се согласувате вие со Глигоров, со, речете го, со Петар Гошев, со Абдулраман Алити, ама тие луѓе, па и со Андов, значи, тие луѓе во тие моменти, Бранко Црвенковски потоа, се однесуваа така како што бараше времето, и не е точно дека не биле храбри, па не го решиле проблемот, па 20 години тој се провлекувал. Ама и на светската сцена Горан имаше други луѓе, а никогаш нема да заборавам кога Уфе Елеман Јенсен во 90-тите дојде на Данска, кој чекајте, вика, како е можно ова е не само директно мешање во внатрешните работи, како може име на некоја земја. Тоа да се менува, тоа е невозможно нешто, тоа е непристојно и така натаму. Тоа беше времето на Лисабонската декларација која ни забрани да нарекуваат Македонија. И гледате потоа, значи да, државници кога има, дојде до ставот дека тоа е невозможно да го бараш од некој народ. За оваа власт да беше тогаш, ќе ја прифатеше Лисабонската декларација и ќе го решеше по нив проблемот. Ама еве, колку пати сменивме во Уставот и напред сме, или сега треба да исполниме услов за почеток на преговори, непознат феномен. Оти ти почнуваш преговори и почнуваш, нели, со основите, со fundamentals, да е сега ова Копенхаген има врска со ова. Само за нас. Добро, значи, преседан. Значи, јас не сакам да бидам преседан. Не сакам државата да ми биде држава преседан. Не сакам и за другите зад нас да има преседани. Значи, да не бидеме чудо, да бидеме дел од системот. Па тоа бараат. Што е единство на различности. Те внесува со различностите културни, така, културни, етнички, единство, па се тоа држави нации, тоа е современоста. Само ние тоа да не бидеме. И тогаш ти учиш внатре, учиш стандарди, имаш и така натаму. Значи, секој од нас има во еден момент таква обврска. Јас така помислив, сега, еве, ке поднесам и вакви квалификации смешни. Не ве погодуваат, во еден момент имаше и навреда од типот на... Па не знам, ама јас се сретнав со наблюдувачката мисија и дел од нив се луѓе од Венецијанската комисија. Но се одихар? Сега не. Сега бе ова наблюдувачката, во наблюдувачката мисија има и од парламентарното собрание, има и од Венецијанската комисија. Епа, еве, нека се обрати господинот
Значи, како, не знам како да го наречам. Го кажавте ова дека Психолог, све, не знам. Не знам како да го именувам. Доктор, не знам зашто е, да? Што мислат за мене? Дали, пазете, подпредседателка на Комисијата за малцинства. Национал-шовинист. Дали имало таков некој било каков изблик? Не, напротив, сите се чуделе кога добиле писмо покрај законот за употреба на јазиците, сите се шокирале. Тоа не го знам од Венецијанска комисија, ама од овде знам, а знам и после што се дискутирало, каде што покрај подписите на господинот Заев и господинот Бујар Османи се барало да не се коментира дека има постапка пред Уставен суд за законот, затоа што сме ние суи генерис држава, и ако тоа се дискутирало, тогаш можеле да се влошат меѓуетничките односи и дека решенијата се специфични. Значи се бара да не се почитуваат И сега принципите на сите се Венецијанска чудат, комисија? значи што? Кога ќе отворат во Венецијанска или во подкомисијата за малцинства, ги гледаат прво конвенцијата, значи за заштита на правата на малцинствата, за регионални малцински јазици, компаративните искуства, проблемите во многу држави, стандардите во многу држави и гледаат каде сте. Отворете го, нека го отвори извештај од господинот да види дека тамо пишува дека е ова далеку над и над европските стандарди, укажува на опасности од парализа, бара да се врати законот, да се преиспитаат решенијата, особено во судството, и овде молк. Да подсетам дека велеа дека без оглед што не е во фаза на нацрт пратен законот, туку откако го усвоија, пазете, Уставен суд со еден потек можеше да го укине тогаш, да го поништи. Зошто? Бидејќи во скратена постапка не постои европска јазична политика. Што правиме тогаш со државиве кои што бували... Значи не можеше со европско знаменце да биде поднесен, тоа што нема... И по тој основ, тој е наједноставниот основ. А има се и постапка за суштински одредби дека не се во склад со стандардите и така натаму. Иначе ЕУ ќе ви рече, пардон, иначе судот ќе ви каже дека нема зборот ми е и Европската унија било кој ќе ви рече нема проблем во поголемите слободи и права, бидејќи тоа зависи од државата, ама не постои заедничка европска јазична политика и тие укажуваат на стандардите и на компаративните решенија. Сега... И велат тоа е погрешно и овде се молчи. Велат дека овие решенија да се преиспитаат, овие зашто можат да создадат проблеми и така натаму. Ние си тераме по свое. Уште едно прашање околу луѓето што гласаа за вас. Ја видов, тогаш видовме со Драган, бевме во Охрид на митингот на вашиот митинг и ВМРО ДПМН почна кампањата во Охрид пред една неделна прилика и на дождот таму имаше дожд, исклучително студено време, имаше не знам 20 и повеќе илјади луѓе седеа на дождот и ве слушаа на митингот и никој не си замена, траеше митингот повеќе од 2 часа. Тогаш сватив, тогаш јас лично помислив... нешто да обличам, иначе. Тогаш разбрав дека тој народ што... Богот Посејдон, како да е во исклучително студено време. И гледав луѓе, па имаше и помлади, имаше и постари луѓе, не сакаа да се заменат до последно, иако навистина исклучително студено во Охрид, тогаш сватив дека вие ќе победите со огромна разлика. Па и резултатот во Охрид е убав. Да, еден од најдобри резултати за било кој кандидат до сега. Какво е вашето чувство? Мислите дека може да ги изневерите луѓе што гласале за вас? Не. Кога видите зошто да ги изневерам? Јас, ако билат во програмата, сум напишала што ќе правам и тоа сите знаат дека ќе го правам без оглед. Значи, на очигледно ноторниот факт дека ВМРО ДПМН ќе победи на парламентарните избори. Значи, секој друг сега би калкулирал со вето, со обраќање пред собрание,
па две глави различно размислуваат, па треба да се координираат, па во односот кон дипломатите, Советот за безбедност и така натаму, така? Јас не очекувам кохабитација една да бидам јас како од предлог на една партија да победат другата коалиција. Очекувате соработка, претпоставувам. Сигурно. И со опозицијата очекувам соработка. Така треба да се однесува председател. Ако председателот рече дека 102% се согласува со премиерот, чуму ние? Па тогаш премиерот мисли место него. Така? Но го кажа Педаровски на минатите избори за Зоран Заев, дека 102% размислувале исто. Значи тој му се заблагодари, ама не го избра Заев него. Туку го избра граѓаните на директни избори. И не треба председателот да го бираат пратениците. Тие се изведена власт. Тогаш неколкумина лидери место народот ке бира. Тогаш тој ќе биде најпослушниот, кога сакаат ке го сменат и двотретинско мнозинство ке се направат. Ке нема баланс, чекен баланс во државата. А нам тоа ни треба. Тоа ни треба. И навистина, или сетете се Глигоров, не беше сега некој вика, па и Глигоров беше. Да, ама не беше избран Глигоров во првото гласање. Зашто имаше притисоци. Тоа ли ке сакаме? Тогаш сите власти ќе бидат на едно место. А апсолутната власт, апсолутно ќе корумпира, што би рекол Ектон. Затоа нас ни треба граѓаните да кажат да се тргне 40% оти не го викам, па сигурно, ајде, Франција да ја следим, ама Франција има председател со преселне. Франција нема воопшто цензус за второ. Па нема логика, ако одат двајца, еден треба да биде избран. Иако има исклучително големи ингеренции председател во Франција. Мола? Исклучително големи ингеренции има. Ма тој ги именува министрите, тој председава со кабинетот, може да распише референдум. А легитимитетов, ако го споредите со нашиот, не споредли. Уште едно прашање полно ке професорке, морам да признам, влеговме во новиот ден. Последно од мене прашање за вечерва. Многу инсистирате на женската енергија, познато сте по борбата за равноправност, меѓутоа и во оваа кампања и во претходната, меѓутоа ми се чини во оваа прилично снажно, промовирате женска енергија, инсистирате на поддршка од жените, инсистирате да се обкружувате со женско друштво. Јас ке се согласам дека жените се недоволно искористениот потенцијал во Македонија. Меѓутоа, ќе успеете да пронајдете вистински личности и баланс се разбира. Како не личностите ги гледаме ние секој ден, ако ме прашате вие во парламентот, вие мажите не го гледате тоа дека поумни дискусии има од жените, дека се попосветени на работата, дека се поодговорни. Видете, а не е точно дека мислам само затоа што се жени, дека ќе се обкружувам со жени. Не. Туку затоа што ако сите вие велите во здравството, извонредни се во образованието, па и по бројка ги има и секаде. Нема логика 30 години ние да чекаме. Срамота е на Кирил и Методи еднаш само да имало жена ректор. Па која е логиката? Или за 30 години немало меѓу министерките, не сте препознале жени што ќе ги паметиме. Социјалдемократки, знаете ли колку има што се паметат? Што се паметат? Не беше Илинка Митрева жена за премиер, не беше Илинка Митрева жена за кандидат за председател. Ајде ве молам. Но ме се чини дека македонското... И сега логично е, че ние сега потенцијалот што го имаме треба да го искористиме. Особено оној со ум, со знаење и со креација. Логично е дека треба се што е умно да активирате и да приберете околу себе за да не ви замине. Но македонското општество велат конзервативно, дали ќе прифати или не, резултатите од првиот круг како конзервативно ќе уди во ЕУ? Добро. Првиот круг покажува дека македонското општество нема никаков проблем да има жена председателка. Па нема. Затоа што треба да ги инспирирате. Ако има 2-3 пати жена премиерка, председателка, викаат, па ако може Гордана, можам и јас.
умна сум, посветена сум, има за себе успеси. Така ќе се вклучуваат и во политиката и ќе добие политиката една нова димензија, креативна, умствена и секаква. Разбирате, мислам дека а мажите ќе имаат повеќе исто така време и за семејството, и за децата. Тоа е нешто што е многу природно. За разбирање, насилството ќе се намали. Тврдам дека ќе се намали насилството. Кога имате повеќе жени, викате чекајте, заштита ќе има поголема. Па зошто да не пробам? Насилството. Во политиката ќе се намали насилството. А се уште е големо, ама ние немаме податоци. Нема податоци, точно. Значи, правата женски не се женски, се човекови права. И вие... Максимална поддршка од нас. Горана Селјановска Давкова, благодариме за вечерашното гостување. Ништо, Горан се дума. Сега уште едно прашање Ништо изгледа на крајот. Да не се изненадивте. Вашиот против кандидат Пендаровски имаше една изјава кај што рече дека ако не е председател ќе се замени од државата, како ќе спречиме него да замене? Очигледно ќе загуби во вториот круг. Не знам, тоа е негова. Не знам, тоа е негова одлука, но секој председател треба да ги убедува младите и сите останати дека тој ќе работи добро, дека ако работи добро и премиерот и владата, бидејќи тие се извршната власт, ако работат добро пратениците, дека од Македонија ќе направат едно пристојно европско место за живење, нема потреба да одите да трагате по Европа, тогаш надвор, по возови, по авиони, туку можете и овде од оваа земјичка да направите Европа, ама да станете председател, да викате дека ќе се заминувате, мислам дека вие велите сите заменете се. Оти колку мина можат да се кандидираат за председател и за председателка? Тоа е директен повик, бегајте, додека тоа е признание дека ова е непристојно место за живење. И дека само ако се доберете до некоја функција, ќе се живеете бриселски овде или европски овде. Тоа е многу лошо. Многу лошо. Напротив, треба ќе доаѓаат од Европа овде и нашите ќе се враќаат. Кога го слушам господинот Гир, со каква страст зборува за културата во Македонија, амбиентот, ете каде треба да се насочиме ние. Нашите компаративни предности, средствата во култура, во образование, во наука, значи тамо треба, тамо во спорт, компетитивни каде што сме. Затоа јас мислам дека мала земја со толку мал број жители, па навистина е срамота да не може да обстои и европски да живее, а мислам дека има за тоа. Еден условите да не се краде. Само да кажеме за нашите гледачи дека покана за биде гостин во студио има и председателот и кандидат за председател Стево Пендаровски. Се надеваме дека ќе собере храброст и ќе дојде во студио да разговараме исто така отворено како со вас вечерва. Благодариме што бевте со нас, професорке, во Заспи ако можеш. И јас ви благодарам на поканата. Благодарности од мене, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва 12, односно 006 часот. Верувам дека уживавте во разговорот. Утре во 15 часот ќе може да го последите репризното издание на оваа емисија, а јас Игор Момировски ќе ви се јавиме во понеделник во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.